Пристигнаа нашите гостинки, рековме денес ќе зборуваме на една многу важна тема, поврзан со многу значаен ден, тоа е денешниот ден, 26 јуни, ден за поддршка на жртвите од тортура и насилство. Нашите гостинки, веќе ви споменав, првата е психолог, Тијана Ивановска, а втората е Нена Смилевска, која што ни доаѓа од организацијата на жени на град Скопје, воедно и координаторка на Шелтер центар, токму за жртви од насилство. Така, добро утро. Добро утро. Често пати се зборува за насилство по медиумите, така што мислам дека горе-долу веќе знаеме што представува, но за тортурата поретко се зборува и мислам дека не знаеме точно што е, а особено што ја користиме често пати во секаков контекст. Така што ајде малку да се едуцираме на таа тема. Што представува тортурата? Која е разликата помеѓу насилството и тортурата? Дали тортурата е вид на насилство? Така, но што се разликува? Секогаш е во прашање долготрајноста, времетрењето на некој вид на насилство. Тортурата како таква подразбира целосно уништување на интегритетот на една личност, достоинството, се што спаѓа како психофизичко здравје, но и морални вредности и статус во општеството и така натака. Така што тортурата засега многу повеќе аспекти, додека пак класично насилството може да трае еднократно, а може да биде и повеќе кратно, зависи од случајот. Иако рековме дека денес е светски ден и обично се зборува на такви ден, но вие двете, конкретно ве одбравме вас, затоа што вие не им давате поддршка на жртвите само на овој ден, напротив, буквално секојдневно, да. Нена, сакам да започнеме, иако знам дека се сувопарни бројките, но сепак статистиката некогаш помага и многу кажува. Како стоиме во поглед на бројките со насилството? Јас само да кажам дека Организација на жени на град Скопје има два сервиса, баш што се однесуваат на семејно насилство, а тоа е прв сервис кој е отворен 1994 година, препознатливата СОС линија за семејно насилство 15-7-247. Бесплатна линија да потенци? Не е бесплатна линијата, меѓутоа не останавме на тој број бидејќи е многу препознатлив. Така да се вреже. Да, и најчесто и полицијата преку тој број не добива во одредени случаи кога има потреба за да згрижат жена од кај нас. Инаку првиот чекор што некоја ќе го прави за да стигне до вас за да добие помош, така? Так. Ние водиме помно статистики за се од бројот на јавувања. Линијата е отворена за цела територија на Република Македонија. Тоа значи дека месечно се изготвуваат извештаи за јавувањата во текот на месецот. По тие статистики Скопје има најголем број на јавувања, и самата причина дека е најголем град и можеби од тие причини, меѓутоа јавувањата доаѓаат од цела Македонија. Тие извештаи ги анализираме на нашите состаноци и секој пат имаме во текот на неделата еден карактеристичен случај кој сме го пратиле таа цела недела, дали се јавувал еднаш, два пати или повеќе пати, за да видиме и преку линијата исклучиво даваме информации и упатувања. Меѓутоа, имаме потреба, јавувачките кога сакаат имаат потреба да разговараат со психолог и со социјални работник, тоа им се обезбедува. Сега тоа да не должам многу да одзимам време, бидејќи 30 години е работа на линијата, дека спомнам дека имаме и Шелтер центар, наш собствен Шелтер центар на Организација на жени на град Скопје. Секако анонимен. Анонимен исклучиво, со загарантирана дискреција, така да тоа мора да биде заради безбедноста на самите кориснички кои ги користат услугите на шелтерот и на нас како персонал кои сме секојдневно таму. Тоа е многу битно. Битно е да се направи вистинска проценка, дали е за згрижување, и да се следи понатака случајот. Значи, самиот психолог и социјалниот работник преземаат понатака се оно што е во нивен домен да се следи ситуација. Рековме, можеби нема точно во бројки да кажуваме, но она што треба да се издвои дали бројот на случаи на насилство е во подем, во пад, дали стагнира
во изминатиот период? Рековте дека секој месец вршите некој... Да, еве сега ќе се вратиме на таа статистика која ја водиме. Идат од прилика јавувањата во текот на месец, збориме на телефонот, негде од 65 до 90. Сме имале поранен случај дека имало и 100 и 120. Сега ние правиме проценка дека не се намалува бројот, меѓутоа свеста кај самите жртви или кориснички на услуги или јавувачки наши е крената повисоко и она знае веднаш каде треба да се јави. Отворено говорат за тој проблем и веќе во многу случаи бараат и сами помош преку институциите, од центрите за социјална работа, од полициските станови, од здравствените установи, така да веќе мислам дека превенцијата која се уште ја правиме, мислам дека е најбитна да превенираме. Оти како велат, подобро е да се спречи отколку да се лечи. Тука го ставаме акцентот и ако тука успееме, инаку не се разликуваме по бројот на жртви, нели како у Европа, тука е секоја четврта жена доаѓа дека е жртва на семејно насилство. Таков е податокот што го имаме и од балканскиве простори и од Европа. Не значи дека високо развиените земји немаат насилство, може би поинако и побрзо системот на тие земји знае да преземе мерки и да се реши случајот. Меѓутоа, сакам да напоменам дека 2017 година и Македонија е потписник на Истанбулската конвенција, со која јасно и децидно се става на знаење што кој треба да пружи кога е упрашање жена жртва на семејно насилство заедно со незините деца. Инаку во шелтерот се згрижуваат и мајки со деца, од бебиња до возрастни, така да се она што добиваат у шелтерот е прво безбедно сместување, храна, облека и многу важно психосоцијална поддршка. Тијана, еден од проблемите освен самото насилство е проблемот со непрепознавање. Што се спаѓа во насилство? Често пати се минимизира, се банализира, ништо не, тоа има и полошо, нели? Но еве за да се препознае. Па, кога зборуваме за насилство, навистина тоа е многу широк поим. Спаѓаат различни форми на да кажеме, нарушување на личниот простор на жртвата. Во моментов во нашата држава, да кажеме, најзастапено е психичкото насилство според последните статистики, меѓутоа не е толку незастапено и физичкото насилство, со тоа што многу е важно да кажеме дека колку е по-патриархална државата, толку е позастапено и економското насилство, што се врши врз жената, затоа што се уште ние имаме семејства во кои што мажите ги имаат главните извори на финанси и на тој начин можат да ја ограничат слободата на жената на многу различни начини. Така што, кога зборуваме за психолошко насилство, тука веќе спаѓаат навистина многу различни форми, од вербално до морално, значи има многу различни форми, манипулација врз жртвата, па дури љубомората и песимистичното однесување може да бидат еден вид на насилство. А често пати жените се го толкуваат љубомората, се го толкуваат како знак на љубов. Да, баш така, тоа е дел од нашата, да кажам, култура и традиција, да. И традиција, затоа што веројатно тоа е нешто што сме го гледале дома и сме така воспитани, па онда мислиме дека е тоа добро и дека така треба, меѓутоа знаете како има различен степен на љубомора, значи постои онаа доза на што викаме сладка љубомора, каде што нели можеби ќе си упатиме некоја ситна шега, ќе се насмееме и така натака. Но постои и оној степен на љубомора каде што на одредени жени не им се дозволува да го напуштат домот. И така натака. Тоа е она болна љубомора, што ја таа викаме, болна не знам вие љубомора. дали така стручно нарекувате, но нездрава народот љубомора така, дефинитивно. нездрава, да. Така што Кога зборуваме за да се препознае насилството, убаво би било да можеме да го препознаеме и насилникот. Кој е профил во тебе, вака од стручен аспект на еден насилник? Ме интересира што е она што ги поттикнува, што е она што ги мотивира, што е тоа што се вели што ги пали за да бидат такви какви што се. Па најчесто зборуваме за слаба регулација на емоции, слаба емоционална регулација.
слаба самоконтрола, значи како карактерна особина, Лесно избувливи личности, променливи во расположението. Баш така, во одредени случаи може да биде тоа последица на некое личностно расстройство, например да збориме за нарцистично расстройство на личност или гранично расстройство на личност, може би антисоцијално доколку се работи за личност со криминално досие. Понекогаш таквото однесување поттикнато од некаква зависност, може да биде алкохолизам, например, може да биде конзумација на некакви наркотици, кои што како такви предизвикуваат експлозија во однесувањето. И секаков вид на други зависности, нели, да кажеме, коцката може да биде исто така тригер. Ако, например, имаме обсесивно коцкање, па онда некој од семејството се обиде да го спречи тоа, нели да го проконсултира човекот да престане, па да избувне, да направи некоја белја. Меѓутоа, сето тоа е дел од карактерните црти на ваквите луѓе, со тоа што збориме за еден афект, една неможност да се контролира афектот, да се контролира лутината, и неможност да се сочувствува со другата личност, затоа што тоа е момент на помрачена свест. Значи во тој момент кога имаме насилник и некој што особено физички што тргнува да нападне жена која што е физички послаба во најголем дел од случаите од насилникот, тогаш имаме недостаток на емпатија, на сочувство дека нешто што ние правиме може некого сериозно да повреди и да загрози. Имам едно прашање да видите, затоа што сигурно дека многу соработувате, но секоја си има своја улога во тој процес да им се помогне на жртвите, но едно што вака е мошне нејасно, не знам дали постои прецизен одговор, зошто честопати жртвите се враќаат назад? Иако ги знаат сите овие работи, и знаат каде се враќаат, и знаат дека нема да биде подобро. Па немаат избор. Нашиот шелтер згрижува до 1 година. Во шелтерот, кога ќе дојде во акутна... Привремено, значи. Така, акутна ситуација, чекаме да се изречат мерките на заштита. И сега ние не знаеме дали сторителот ќе почитува тие мерки или нема да ги почитува тие мерки. Потоа, ако она дојде, што се случува дека нема образование, нема работа, не знае ништо да работи. Ние организираме преку АВРМ разни, пратиме конкурси и повици каде што можат да идат на некои обуки за да се стекнат со некои знаења, да добијат дури и лиценци, па и меѓународни каде што би можеле да работат. Меѓутоа главното и основното е она кога 1000 пати сме имале случаи, знаете, една бидејќи заедно работиме у тимот. Чест случај е тоа да се враќаат, да? Се враќаат оти немаат каде. Тоа е најтешко. Сега ние можеме да кажеме дека имаме и позитивни случаи, меѓутоа за разлика од другиве, сепак се во помал број. Сакаме да ја обезбедиме и живеалиште и да навистина многу се трудиме и се вложуваме да најдеме нешто пристојно за помалку пари, доколку успееме да ја вработиме да она остане уште 2 месеца па и 3, за да тие пари што ги заработила и бидат како некоја поидобна основа да може да плати кирија и да може да се организира. Меѓутоа, во главном се враќаат или поради деца, па децата ги бараат, или ако се дојдени со деца немаат каде, со некој остануваме во контакт, пак велам дека толку колку што они бараат од нас, ние секој пат ќе бидеме тука за нив. И жално е тоа што фактички така се случува. Сега, институциите на системот би требале, не знам колку се моќни денеска кога вака е како што е, да се овозможи да тие имаат приоритет при вработување. Да се обезбеди, можеби, да се градат некои стамбени единици или да се задолжат инвеститорите низ градот. Да макар у една зграда имаат некоја гарсонјеричка од 30-35 квадрати, за да жената може да ја користи барем 5 години додека се снајде у тој период. Не ништо што би било на поклон би даваме сега, не, туку да може да се снајде, да знае дека некој стои поза нејзе, да ја зајакне и она кој ќе стане силна, кој ќе биде таа што ќе одлучува, ќе знае да го води домаќинството, да располага со парите, да знае што сака, да се дообучи. За такви жени нема проблем.
Одлично, јас за крај го оставав тоа, но што веќе го започнавте, токму тоа што прво беше дали смета дека институциите прават доволно, но го знам тој одговорот, но еве планот што може државата да направи. Претпоставувам дека имаме некои примери од други држави како се решава тоа. Па она веќе прави. Не сме на она што било, јас зборам дека ние како една од најстарите организации во Македонија следиме сите тие, ние сме инициирале и биле една од НВО граѓанскиот сектор кој инициирала да се донесе закон за семејно насилство уште 2004-та, па имавме тамо 15-та, па 21-та. И секој пат се наоѓаат некои аномалии во законот, иако сакаме да го дотераме да биде идеален. Меѓутоа нешто се стори. Самата држава отвара советуалишта, работи на повеќе шелтри да има низ Македонија, оти тоа обврзува Истанбулската конвенција и многу е битно да сите имаме мултисекторска соработка помеѓу нас. Да. Значи од Министерството, од центрите за социјална работа, полиција, здравствени установи, образование, ние кога имаме жена со деца и престојува подолго у шелтерот, не можеме тие деца да ги оставиме без образовен процес. Ги запишуваме во училишта, во градинка, да они продолжат понатака да живеат нормално. Дали често пати се случува, ова може би за тие на повеќе, да се заменат улогите жртва и насилник? Некој што бил предолго време жртва, потоа станува насилник, или пак може би обратно? Апсолутно, се е можно да се случи, меѓутоа во ваквите случаи поретко се случува да некој што е на место на жртва стане насилник, освен што може да применува некоја нетрпеливост кон децата во воспитувањето, да практикува некоја, да кажеме, вербално комуницирање на повисок тон и така натака. Меѓутоа, кога имате вие една класична, да кажеме, жртва на семејно насилство, ви имате прво и наосновно личност која што е истравматизирана, личност која што е многу повлечена, многу преплашена, да кажеме. Така да тоа е апсолутно личност чии што сите капацитети за пројавување и покажување на некаква сила се многу намалени, многу снижени. Така да ние почнуваме буквално да работиме од нула. Значи, работиме на самодоверба, на градење на интегритетот, да едноставно се врати вербата во себе, дека може сама да издржи, да се сноси со се она што е како реален свет, затоа што тоа е една класична слика на птица која што била во кафез, да кажеме, долго време, и вие кој ќе го отворите кафезот, се плаши да излезе на слобода, зашто слободата е еднаква на непознатото. И дури и да се надоврзам, мислам дека и тоа е една од причините поради кои што жртвите се враќаат, затоа што тоа е нешто кое што е ужасно, но е познато. Слободата е нешто кое што е страшно, непознато и не знаат како да се справат со се она што носи ново животот. Така да, по мене, повторно ќе кажам, тоа е пак некое лично искуство, по мене тоа ретко пати се случува, затоа што првенствено не може да имате двајца насилници во една релација. Значи, секогаш имате пар насилник и некој кој што е поемпатичен, кој што е понежен, кој што е тука, да кажеме, да смири ситуација, па ескалира. Ја само би додала дека ние сме следеле долго и правиме анализи, ви кажав, кај дисфункционални семејства. Децата на некој начин и тие се жртви, бидејќи индиректни, го гледаат сето тоа што се случува. Тие деца кога утре ќе пораснат своји луѓе, они го зимаат моделот или од мајката или од татката. Или удри бабе, или ќе утетрапи. Во најголем број, 90% случаи деца од такви семејства, иако можеби не сакаат и несвесно, се доведуваат у таква ситуација. Тоа е сликата, примерот со кој што растеле. Да. Споменавме нешто што би можело државата да направи, институциите. За крај, што можеме ние како индивидуи да направиме? Па да не ги затвараме очите. Оти знаете како. И вие горе-доле мислам дека нема
луѓе у Македонија кои не биле свидетели на некој вид насилство. Дали е на улица, во автобус, Да во слушнат училиште, комшии. у комшии, во семејство, во некое блиско свое окружување. Меѓутоа вртат глава. Едноставно не сакаат да се Не мешат. дали не сакаш, што не знаеш дали е твое место, така. Меѓутоа, постои апликација на сајтот на МТСП, пријави насилство. И тука таа апликација работи и треба да се пријави. Ние така можеме да спасиме нечи живот. Оти сепак ако видиме дека кога се случува насилство, има деца кои врискати и им е тешко тука и плачат и сето тоа, значи треба да преземеме и да се охрабриме и да кажеме. И сега кога прашуваме луѓе зошто не се јави, па тоа е нивна приватна работа, па он е насилен, па не би сакал утре да ми се заканува на семејство и од, да кажем, по линија на помал отпор се откажуваме. Можеме да допринесеме, можеме да донираме, можеме да имаме отворени врати за жени кои се жртви на семејно насилство, да им се овозможи да работат, да им се даде, можеби ако има потреба мали деца, она треба да работи у смени, да и се излезе у пресред година-две, да работи само една смена, за да може и на детето да се посвети. Тоа е оно што ние можеме како луѓе да го направиме. Тиена, вие што би не посоветувале да изиграваме и ние психолози на комшивска база, на роднинска или поарно да ги упатиме каде што треба кај стручно лице? Па дефинитивно да јакнеме свесноста за тоа што е девијантно во општеството, што не е. Да едноставно не прекитуваме пред нешто што можеби е вековно воспитување во нашето општество. Молчи има и полошо. Молчи има и полошо, баш така. Да едноставно излеземе од оној меур на се што нема за сега не е важно. Се што не се однесува на мене не е важно. И баш како што кажа Нена, да реагираме, да се вклучуваме, особено доколку сме сведоци на такви состојби, на такви ситуации, затоа што тенка е границата помеѓу тоа кога некој може да изгуби контрола и да направи штета која што е неповратна и непоправлива. Да, не беа доцна. Многу ви благодарам и на двете за ваше гостување, да не чекаме само да е светски ден, на оваа тема мислам дека треба многу често да се зборува. Фала ти, Иска.